Го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е извршниот директор на Граѓанската асоциација МОСТ Дарко Алексов. Господин Алексов, 9 невладени организации, неколкумина поединци излеговте со документ за итни реформи што треба да се спроведат во општеството. Ден подоцна партиите се договорија за прочистувањето на списокот, медиумите, владата. Колку според вас овој договор што го постигна партиите може да донесе фер и кредибилен изборен процес? Најпрво благодарам за комплиментите за документот. Граѓанската асоциација МОСТ во изминатите 14 години никогаш не ги третирала партиските договори. Граѓанската асоциација МОСТ го третира системот и процесите во системот, бидејќи самиот систем е составен од процеси. Независноста на системот и независноста на процесите се наш приоритет, што впрочем провејува и во целиот блупринт, односно во предлогот за итни реформи. Две работи. Првата е политичката волја, односно независност на процесите и на институциите во системот за да се спроведе било каков договор. Тоа што се случи во изминатиот период од година и пол не ни дава за право да бидеме оптимисти и да кажеме дека на 31 август политичките чинители ќе седнат и ќе речат дека сето ова е добро и дека се оди на избори. Зошто? Заради тоа што предизвиците кои што ќе искочат во процесот на имплементација на ова што сега го имаат поставено како обврска да се сработи, ќе треба да има политичка волја, истите тие да бидат надминати за да се дојде до крајниот резултат. Таквите предизвици во минатото не бија надминувани, односно се одеше праволиниски и секој си го читаше документот така како што сака. Со други зборови, непостоењето на независни процеси и систем составен од независни институции во голема мера креира доза на песимизам дека сето ова што и сега како така е договорено во рамките на последните преговори ќе се сработи во предвидениот рок. На крајот од договорот кој што го постигнаа партиите се наведуваат реформите. Во тој дел се наведува дека и граѓанските организации ќе бидат вклучени во спроведувањето на реформите преку парламентарна комисија. Според вас доволна ли е ваквата предвидена вклученост на граѓанскиот сектор? Па најпрви знаеме како заврши парламентарната комисија за анкетната комисија во собранието во рамките на Пржинскиот договор, значи знаеме како заврши неславно работата на таа анкетна комисија која што требаше да ги истражи потеклото на прислушкуваните разговори. Тоа што повторно ќе кажам е нејасно во овој договор, ако можеме да го третираме како договор од проста причина што тоа што е напишано во самиот вовед на документот вели дека четирите партии се договорија да се сретнат уште еднаш, значи треба да се сработи нешто, па да се сретнат уште еднаш и да видат што е сработено. Прво што не е јасно е кој ќе оцени дали тоа што е сработено или не е. Второ, значи конкретно да се вратам на вашето прашање, исто така нејасно е каков ќе биде форматот на тие работни групи, каква ќе биде улогата или мандатот на граѓанските организации во тие работни групи и кои ќе бидат очекувањата или крајниот исход и резултатот од работата на тие работни групи. Тоа го нема во договорот. И ако се остави на слободна интерпретација, клучното прашање е кога ќе почнат со работа тие работни групи. Дали ќе почнат веднаш или ќе почнат после изборите. Значи, за да можеме да квалификуваме и да цениме дали е нешто доволно и дали ќе го задоволи процесот на инклузивност или концептот на инклузивност и дебата и разговори по прашање на барање на најдобрите решенија за, да кажеме, поправање на системот и на процесите во него, ќе треба да ги знаеме одговорите на сите овие прашања, а потоа да кажеме дали е тоа во ред или не. Околу 170.000 гласачи ќе бидат ставени во посебен избирачки список, а спорните околу 40.000 ќе бидат предмет на активна регистрација до конкретен датум и доколку не се пријават,
ќе бидат избришани од списокот. Според вас колку ова ќе овозможи доверба во избирачкиот список? Видете, избирачкиот список како генерална категорија е нешто што внесува, што е основата за да се има доверба во изборниот процес. И ако се вратиме наназад, значи, па не знам, сигурно ќе најдеме записи дека од 98 година партиите го предизвикуваат избирачкиот список, за од 2002 година наваму можам да гарантирам. Затоа што од тука Мост имаше мандат да ги следи тие текови. Ваквиот избирачки список е последица. А моменталната недоверба во избирачкиот список е исто така последица, меѓутоа од нетранспарентноста и немањето на волја на Државната изборна комисија отворено, јавно, прецизно и недвосмислено да ги објасни бројките кои што произлегува од вкрстените проверки на податоците од базите на различните институции. И ново реформиран состав на Државната изборна комисија? Апсолутно. Значи, можете да се вратите наназад до изминатите 7 месеци, Граѓанската асоциација Мост сериозно го предизвикува концептот на функционирање на овој состав на Државната изборна комисија, вклучително и начинот на кој што ги искомуницира со јавноста сите овие параметри, значи сите овие бројки кои што се 330.000 и се навистина сериозна бројка. И што се случи, значи што е резултат на таа нивна нетранспарентност. Можеме да го видиме омнибусот на ИРИ, значи истражувањето кое што го прават на секои 5-6 месеци, и таму ќе забележиме дека од јануари до април или до мај, не знам точно кога е работено истражувањето на јавното мислење, недовербата во избирачкиот список е зголемена за 9%. Значи 9% недовербата е зголемена. Што значи тоа? Ваквата реформирана Државна изборна комисија требаше да влее доверба во избирачкиот список. Меѓутоа, мнозинството кое што одлучува во Државната изборна комисија имаше пред се и над се интерес да ги брани партиските интереси, а не да го брани процесот и да го брани системот. Но тоа требаше веројатно да се избегне со тројцата експерти во комисијата. Тројцата експерти се само тројца. Државната изборна комисија брои 9 члена, од кои што 6 доаѓаат од политичките партии. Тука можеме да разговараме за начинот на кој што би го одвоиле влијанието на политиката од имплементацијата, што е една од препораките во блупринтот, односно во предлогот за итни реформи. И, значи, се додека не постигнеме концепт во кој што избирачкиот список ќе се третира како статистичко-математичка демографска операција, а нема да се третира како политика и како највисока политичка игра на политичката сцена во Република Македонија, се дотогаш довербата во избирачкиот список ќе ја нема од една страна, а од друга страна со тоа ќе се наруши комплетно и довербата во изборниот процес. Да се вратам малку назад и да ве потсетам на неколку наши реакции. Ние велиме дека моменталниот квалитет на избирачкиот список е последица. Проблемот е во немање на систем кој што сериозно ќе го третира избирачкиот список. Под систем велиме дека институциите во чувањето на информациите за граѓаните и во меѓусебната комуникација не говорат на ист јазик, нема транспарентен протокол на размена на информации, нема транспарентност во тоа која институција за што е надлежна, а со тоа и не можеме да бараме понатака одговорност во момент кога ќе дојде да се види зошто не чини избирачкиот список. Од сего што го кажавте, заклучувам дека ова што е договорот 170.000 на посебен избирачки список и 25.000 пререгистрација нема да заврши доволно работа во врска со списокот. Повторно ќе кажам, значи тоа е третирање на последици, а не на вистинскиот проблем со кој што се среќава системот кој што го генерира и го продуцира избирачкиот список. Една од препораките во делот избори и изборен систем е одвојување на партиите од државата.
Колку според вас е ова возможно ако се нема политичка волја за такво нешто? Го кажавте и предусловот. Политичката волја е нешто што преовладува во секој од прашањата кои што ги отворивте во овој интервју. Очигледно во овие години и нешто наназад, ние не видовме вистинска и искрена политичка волја да се гради систем и да се прават независни процеси. Напротив, политиката е длабоко инволвирана во секоја сфера од општественото живење, па не за џабе имаме и многу добар прогрес во оние мерења на тоа наречени captured state и така натаму. И така натаму имаме реферирање од страна на ОПСЕ-ОДИХР на точките 5. односно на членовите 5.4 и 7.7 од Копенгагенската декларација, кои што токму алудираат на подвоеност на државата од политичките партии. Што е битно да се разбере и добро да се испромовира во јавноста во наредниот период како еден од оние моменти за да почнеме да влијаеме врз системот и истиот да го одвоиме од државата. Најбитно од се е под А институциите да почнат да постапуваат. Под Б исто така еднакво битно е секој функционер, секој раководител на сектор, секој директор на јавно предпријатие и раководител во јавно предпријатие треба да разбере дека доколку во рамките на предпријатието, на институцијата или било каде ги брани партиските интереси, дава партиски наредби на вработените, прави притисоци, закани, уцени, мобинг и така натаму, дека сите овие работи се објаснети многу детално во кривичниот законник и се третираат како кривични дела. Ако институциите во оваа фаза не постапуваат по сите овие наводи и по сите овие дојави или појави во општеството, треба да им е јасно на сите дека еден ден институциите ќе почнат да постапуваат. И ваквото однесување ќе биде истретирано адекватно кривичниот законник и тие постапки ќе се вратат кон сите оние кои што вистински ги правеле овие прекршувања во рамките на системот. И за крај, господин Алексов, што според вас е клучно да се спроведе на краток рок, а што треба да се работи на подолг рок, за конечно се каже дека во земјава се спроведува доверлив изборен процес? Па блупринтот предвидува низа на мерки. Едни се итни, други се после итните доваѓаат мерки на кусрок и имаме на среден род мерки. Што може да се направи? Видете, ако има политичка волја, може да се направи многу. Ако нема политичка волја, можеме години да збориме за ова и години да поминат и дури и оние наједноставни технички работи да не се имплементираат. Првата работа е по прашање на Државната изборна комисија. Еве, например, во Државната изборна комисија мора суштествено да се одвои имплементацијата од одлучувањето, што значи дека не можеме да си дозволиме концепт во кој што 9 правници ќе бидат експерти за избирачки список. Експертите треба да бидат во секретаријатот, односно во стручните служби. И тие не треба да работат под притисок на членовите на Државната изборна комисија и истите треба професионално и независно да си ги сработуваат работите. Имаме предлог, например, како тоа конкретно да се надмине. Нема да ја кажува мерката, ја има во блупринтот. Тоа што мора да се постигне со процесот на генерално ниво како принцип, а и со работата на Државната изборна комисија како тело кое што е примарно одговорно за квалитетот на изборниот процес, е да има транспарентност, да има инклузивност, да има квалитетна комуникација. Не само на Државната изборна комисија со јавноста, туку да има квалитетна комуникација и помеѓу институциите, еве во конкретниот случај Министерството за внатрешни работи и Државната изборна комисија. И тоа да биде транспарентно. Значи, тоа што мора да се постигне е волја, да се направи концепт во кој што Државната изборна комисија на редовна база ќе ги информира граѓаните, ќе ги појаснува дилемите и нема да остава ниту едно отворено прашање кое што јавноста ќе го третира на различен начин. Ако дојдеме во ситуација да ги одвоиме имплементацијата од одлучувањето и ако дојдеме во ситуација Државната изборна комисија искрено да ги споделува информациите и транспарентно да си ја работи својата работа и да постапува,
довербата во процесот најпрво ќе биде вратена, а со тоа и во продуктот од тој процес, колку толку, велам, не може да биде вратена на вака кус рок и да речеме сите дека ова е перфекција, меѓутоа колку толку граѓаните ќе видат дека некој вистински се грижи за процесот и дека ги информира за тоа што се случува. Господин Алексов, ви благодарам на одвоеното време. Ви благодарам јас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до идната недела.